Почитувани, добар ден, 11 часот и 15 минути. Ние започнуваме со говорниот дел на програмата Радио што се гледа. Тука со нас во студиото е еден наш драг соработник и пријател, Борче Чупетрески, малостопанственик, член на Управниот одбор на Конфедерација на работодавачи и член на Управниот одбор на Енергетска комора на Македонија. Со самото тоа што е член на овие два управни одбори, верувам дека ќе имаме интересен разговор со него, бидејќи е добро запознат и со енергетската и со економската криза. Можеби ќе најдеме некои солуција, некои предлози во однос на тоа како сето тоа да се надмине. Јас најпрво ќе му посакам добре дојде, но и ќе го кажам поводот зошто е Борче тука дел од оваа програма денеска, а поводот е безбедноста при превозот на учениците во Прилеп. Реакција од страна на Чупетрески деновиве до нас упатена, до редакцијата на Радио Пела, бидејќи навистина и ние сами сме забележале дека сообраќајот во Прилеп, особено кога станува збор за превоз на ученици, навистина не е доволно регулиран и треба дополнително локалната самоуправа или полициската станица Прилеп да се погрижи околу тоа. Зошто? Добар ден на слушателите на Радио Бела. Ви благодарам за поканата и одвоеното време. Ова што го начнавме како проблем со транспортот на учениците и организираниот превоз, реално е вистински проблем пред се заради безбедноста на самите деца. И како што кажавте и самите, сведоци сте видели сами дека сето тоа е нерегулирано, односно диво организирано на поединечни места во градот, покрај реката, покрај така наречената стара автобуска станица и други локации, каде што учениците буквално, во вистинска смисла или отворена смисла на зборот, стојат на улица од левата страна колозната лента, не од десната, она што е наменета за брзо возење или претекнување, и истите се изложени на директен удар од непосредни возила кои што нормално би требало да се движат слободно на тие коловозни ленти. Ситуацијата е загрижувачка, затоа што ова не се случува еден ден, ова не се случува еднаш, ова се случува години уназад. Причината, која е причината зашто ова се случува, е заради тоа што превозниците кои што ги добиле тендерите за превоз на учениците ги избегнуваат законските прописни и норми кои што треба да ги почитуваат, односно да ги носат учениците до строго определени места за тргнување, автобуски постојки или автобуски станици, кои што е децидно наведено во договорот, кои што го имат случајно со локалните самоуправи и основните и средните училишта во градов, но сакајќи да заштедат некој денар, да останат во нивните буџети тие пари, без при тоа да се почитува законската регулатива, директно ги изложуваат учениците на животите на учениците, ги изложуваат на голема опасност. Значи, кај нас практика се докажа дека треба нешто да се случи за ние да почнеме да превземаме мерки. Сега ни се случи несреќа, ајде сега да го бараме кривецот или виновникот. Виновници сме сите ние кои што не сме превзеле ништо за да го спречиме нештото. Токму затоа и алармираме. Значи, превозниците кои што имаат тендери за превоз на учениците, во случајов би требало, мора, бидејќи тоа е законски, како што рековте, да се придржуваат кон наведените постојки каде што треба да ги оставаат учениците за до училиште или пак да ги прибираат за да одат на училиште. Кој е во случајов надлежен и кој треба да постапува? Полицијата, локалната самоуправа или пак надлежен орган од локалната самоуправа која што има за за контрола на спроведување на тие тендери? Сите три институции кои што ги спомневте, сите три имаат надлежности. Затоа што прво се прави, а кога би ја спомнале полицијата, возило кое е паркирано од лева страна на коловозна лента прави прекршок, сообраќајен прекршок. Значи тука имаме еден случај каде што директно полицијата може да го санкционира за безбедноста. Вториот орган, државниот инспекторат, кој што ги спроведува и ги контролира организираните превози
контролирани и со со дозволи издадени министерството или па со директни договори, како што е ситуацијава со договорите со учениците, имаат директна надлежност за контрола. Таму децидно е наведено во нивната законска регулатива од каде се тргнува и како се тргнува и како се организира тој превоз. Не можете вие во еден автобус во кој што ги возите децата, паралелно да возите и физички лица или патници па да наплаќате и карти. Тоа е контра сите мерки и регулативи. Од друга страна, се прекршува законот за патнички сообраќај, кој што исто така регулира од каде се тргнува, како се вади билет и како функционира нешто. Со вадењето на билетот или со регулираниот транспорт, вие имате гаранција за вашето патување дека ќе биде 90%, 95% сигурно, 5% секојаш оставаме на виша сила дека нешто може да се случи, негативно, позитивно, значи сите сме жива материја, нешто може да се случи, но во секој случај имате гаранција од покривеност на ризикот. Некој платил осигурување, некој ги платил сите тие полиси со кое што барем на некаков начин вас ви гарантира дека вие и ако се случи нешто, ќе бидете обештетени на правилен начин. Доколку ги користите црните патишта, не добивате никаква гаранција. Второ, не се има плаќање на данок. Државата од тоа губи. Имаме калкулирано како Сдружение на автобуски станици и транспортери. Вкупна бројка од 20 до 30 милиони евра само по основ на даноци на добивки, данок на ДДВ заради дивиот транспорт на патници или дивите таксисти или дивите неконтролирани транспортирање. Значи, тоа се огромни пари кои што директно финансиски го штетуваат буџет. Значи, тука управата за јавни приходи може да превземе мерки, да го исконтролира тој дел. Значи, рековме полицијата, рековме државниот сообраќајен инспекторат, управата за јавни приходи може да учествува и на краја општината. Затоа што и општината како партнер сега на јавното предпријатие за превоз кое што го имаме формирано во градов, кај што имаме нови автобуси купено секоја час, тие автобуси не бркат својата работа, односно не функционираат правилно и не се профитабилни. Ако училиштата и општината донесат одлука правилна и го спроведат, канализираат тие договори, каде што прибирањето на учениците од сите училишта би се вршело со јавниот градски превоз и учениците од предучилиштата со градскиот превоз би се качеле во автобусот и би си дошле на автобуска станица културно прибрани под сите услови хигиенско, технички, топлотно, термички, летно време ладно, зимно време топло, дожд, се прибрани децата како што треба, не се изложени на улица, на сите атмосферски влијанија, па ладно, сега е окей, надвор е топло, можат да стојат, ама зима, кога ќе почне дожд, кога ќе почне ветер да дува, тогаш и здравието на децата ќе го изложуваме за некои 20-30 денари кои што треба транспортерот да ги плати во привлезот во автобуската. Не е тоа толку страшно, тие 20 денари не се некоја кизнеколкава добивка за автобуските станици, не се некој голем трошок за него. Меѓутоа, повторувам, не дај Боже нешто да се случи, одговорноста е колективна. Еден млад живот не може да го плата 100 автобуси, не може да плата 100 автобуски станици. Џабе ние се. Џабе се сме правиле, забе се сме се трудели, кога на крајот сме изгубиле само заради 20-30 денари. И тоа ние не можеме да го сватиме. И апелирам до родителите. Ако инспекторатот не може да најде начин како се тоа да го регулира, ако полицијата не може да ги открие, или може би не сака, не знам, или локалната самоуправа која што ги дава тие договори, не ги спроведува и не ги чита во целост договорите. Значи во договорот децидно е напишано од каде треба да тргне, како треба да се спроведува сето тоа. Да, дестинацијата е наведена во Ако не знае врз база на тој договор да си направи профит на сопствените предпријатија, значи на јавното градско предпријатие да се направи профит, каков профит? Па дел од тој колач од средствата, парите кои што се даваат за возење децата, сега ќе бидат пренасочени, мал дел, символичен, за превоз до местото на поаѓање.
И тоа ќе биде организирано, културно организирано, безбедно. Најкрајот, најбитното е безбедно. И овде мислам дека мораме сите институции да седнеме здраво, да ги разгледаме сите овие проблематики, затоа што сепак, повторувам, станува збор за деца. Јасно. Ова нека биде аларм, за да се вклучи алармот, за да може ова прашање да се реши, бидејќи како што и сами рековте, навистина е проблем по безбедноста на учениците и на почеток сме на учебната година, така што може, ако се сака, ако има добра волја, да се реши како проблем и како прашање. Кога сме веќе кај транспортот на патници, јас би го поставила и прашањето околу функционирањето на автобуската станица и на каков начин во случајов, дали има некакви проблеми. Проблеми во смисла на тоа што очигледно е дека енергетската криза удри најмногу по транспортот. За ова прашање за енергетската криза подосна во разговорот, но во однос на патничкиот сообраќај, како ја оценувате состојбата моментално, бидејќи пак претходно бевте зафатени и со ковид кризата, тогаш веќе стагниравте апсолутно, немаше патници, немаше транспорт и така натаму. Како е сега состојбата? Искрено далеку подобра во однос на пред се на ковидот, заради тоа што се ослободија. Сите мерки, патувањата се побезбедни, можеби пона паника која што имавме и страв од ковидов после 5-6 циклуси, свативме дека можеби ше и некоја, како што јас знаев да кажам, и некоја игра, но како и да е, да не навлегуваме во тој дел, ситуацијата е далеку подобра. Меѓутоа, тука зборувам од аспект на зголемување на бројот на патници и на возења, али самата енергетска криза или покачувањето на цената на горивата предизвика и поскапување на цените. Така да тука имаме поскапување кои што се скоро повеќе од 30%, 30 до 35% некои билети поскапи. Оправдано е. Имаме покачување на трошоците околу минимална плата. Имаме потрошоци кои што се покачувањата на горивата, одржувањата, не е само горивата, значи тука се резервните делови. Сите резервни делови доаѓаат од странство и нивното производство стана скапо. Одржувањето на старите возни паркови кои што ги имаат фирмите стана невозможно. Од таа причина е една од нашите главни прилепски компании за превоз, Пелагонија Транс, со децении која што беше присутна. Така е. Конечно ги затвори и повеќе не врши превоз на патници од Прилеп. Значи ние практично немаме прилепска фирма која што има меѓуградски превоз. Така. Прилеп повеќе нема сопствена фирма, имаме компании кои што вршат услужни дејности со основ на договори со правни или јавни предпријатија, но регистрирана компанија која што би вршела превоз, освен една за Струница, други немаме, со една линија дневно, не постои ни една друга компанија. Така да целокупниот превоз на патници е преориентиран према битолските транспортни фирми и Охридските, Галеп и Транско Битола. Ситуацијата како автобуска станица можеме да се пофалиме дека сме една од најубавите во Македонија. Меѓутоа, која е причината? Причината е и доказ дека еден систем во нашава држава, односно јавните предпријатија, конечно треба да добијат приватен статус. Односно, она што многу често го повторувам, го кажувам, ако еднаш се ориентиравме во 90-те, минатиот век во 90-те години, да се ориентиравме дека ќе одиме во некој капиталистичко општество и ќе работиме во некој приватен сектор, дека тој приватниот сектор треба да биде двигател на економијата, треба еднаш за секојаш да сфатиме дека тоа треба да биде приватно. И се треба во држава да функционира на приватен сектор. Приватникот ќе се бори за својот бизнис, ќе се бори за својата екзистенција, ќе наоѓа сили, кредити, финансиски, технички, секакви можности, само за да го одржи, да го развива и да биде како што треба. Затоа што, ако тој вложил во него, во бизнисот, сопствени средства, сигурно не е било да ги фрли да го остане да пропадне. За разлика пак од
ситуацијата каде што во јавниот сектор имате промена на директори и менаџери на секои 4 години, по политички заслуги, не по квалитети, туку по политички заслуги, вие не можете да добиете никаква квалитетна услугата. Затоа што менеджментот не знае да го работи нештото. Кога сите тие институции би се приватизирале, односно би се дале на приватни лица да управуваат со нив и да менаџираат, резултатите би биле страшно подобри и по успешни, а доказ на тоа, пример, можам да ви покажам и да ја видите самите автобуската станица во Прилеп, која функционира на таков начин. Бидејќи сте и директно инволвирани и како член на управниот одбор на Конфедерација на работодавачи на Македонија, има ли некакви најави во однос на тој дел на јавно-приватно партнерство? Бидејќи неофицијално, неформално има одредени најави дека дел од јавните предпријатија, делови сектори од јавните предпријатија добро би било да се приватизираат. Еве пример ќе го земам Комуналец, Прилепски Комуналец кој што под своја капа има неколку сектори, дел од нив би можело да се приватизираат. Но еве од аспект на работодавач, дали лично вие или ваши колеги би биле заинтересирани дел од тие сектори да можете да ги земете и да ги управувате, да ги работите како бизнис, како приватна фирма? Има ли таков интерес од страна на работодавачите и каде најубаво би се фрлило окото за такви бизниси? Еден од најаките бизниси во светот и црно контролираните е бизнисот со џубре. Да. Затоа што во џубрето 80% до 90% ви е суровина. Ако добро вие го менаџирате и управувате со него. Отворете една канта за џубре. Значи, само да ја отвориме. Ќе видите дека во незе 80% од материјалот се рециклира. 20% имаме органски отпад. Органскиот отпад е производство на вештачки џубриња. Од него се произведуваат вештачките џубриња. Слободно може да произведете биогориво. Биолошкото гориво е некој процес кој што многу треба отпад, значи ние немаме толкави количини за создадеме биогориво. Мислете, тоа го произведува градови кои што имаат над 1 милион жители. Ние цела Македонија немаме милион. Значи цело џубре од Македонија треба да донесеме на едно место за органскиот отпад, од него да производиме биогориво. Али органски џубриво можеме да произведеме колку сакаме. Значи ни треба и мали капацитети. Прилеп може тоа да го работи. Така да идејата за формирање или управување од страна на приватен сектор на ваквите предпријатија не дека е добра, тука е неизбежна. Меѓутоа, би требало да ја разгледаме и од двата сектори, значи од двата правци. И како стопанственик, меѓутоа и како граѓанин. Што би добил јас од таа услуга кога ова што денеска го плаќам на државата, би го работел утре некој приватник. Ако е приватник и ако има конкуренција, значи не е сам, ако има конкуренција, че има борба, надпревар за муштерите, да го земи, кој приватник ќе случи договор со мене како физичко лице кој што дневно создавам отпад од 1 или 2 килограми. Како тој ќе го купи тој отпад од кај мене? Со која услуга? Дали ќе има надпревар на квалитет? Дали ќе дојде со негови канти, со селектиран отпад? Дали може би за некој отпад и ќе ми плати? Замислете, имате вие железен отпад или имате алуминиски отпад некаков, менувате нешто добро, вие го фрлате тоа. Толку што пари. Дали тој мене ќе ми понуди нешто за тоа да го купи? Или електронски отпад? Во градов немаме фирма, немаме компанија која што има лиценца за управување со електронски отпад. Нити па за стакло. Нити за стакло. А зошто Комуналец да го нема тоа? Затоа што претпоставувам нема менеџерски тим кој што го сватил нешто и да управува со него таа работа. Значи, неизбежни се, не да се потребни. Верувајте ми, ако сакаме да одиме напред, сите овие институции кои што ги спомнавте, Комуналец, Водовод, музеи, кина, библиотеки, училишта, градинки, сето треба да се приватизира со јавно-приватно партнерство. Каде што општината ќе си биде партнер 49%, ама ќе даде простор и на Борче, и на Трајко, и на Пеце, на сите оние физички и правни лица кои што сакат домашни, а и странски, да инвестираат во тие сектори и да бидат партнери 49% со општината.
И кога вие имате партнери кои што секогаш ви даваат 49% од приходот на крајот на годишно ниво, што ви смета вас да не прибирате само во буџетот пари и да создавате приходи, отколку да инкасирате сега само загуби заради неправилно менаџирање. Проблемот сите го знаеме. Ако сега јас го зборувам од овој аспект, меѓутоа проблемот е политички. Во тој случај, кога утре другиот би бил јас менаџер или некој квалитетен менаџер, собственик на вакво едно предпријатие, како што е комуналец, верувајте ми, нема да има 600 вработени. Но Македонија се изгоре на два такви бизнеси, а тоа е Телеком и тоа е Евана. Бидејќи тие два ресурси сега нам ни дојдоа како еден вид на бумеранг. Ќе го спомнам Евана и сметките кои што доаѓаат за струја, а веќе завлегуваме во областа на енергетиката, каде што сте вие дел исто така на управниот одбор. Кажете ми, како го оценувате менаџирањето со енергетската криза во Македонија? Дали ова што се случува денеска со сметките за струја, и не само тоа, туку и со енормно зголемените барања за поставување на фотоволтаици од страна на бизнисите кои што сакаат на некој начин да намалат од тие давачки за кон Евана, како државата се справува со сето тоа? Дали е ова што сега ни се случува нам, и доправа зимава ќе ни се случува, е здраворазумско, или пак има некое друго решение кое што како предлог би можеле еве да го кажеме и јавно? Одма само на почетокот на прашањето би се навратил, каде што ги спомна двете компании. Едната беше Телеком, дека ја продадовме, а ја продаде државата, а втората е Евана, односно Електростопанство на Македонија. Телеком. Колку денеска имаме конкуренција? Имаме 4 или 5 телекомуникацијски куќи. Може би на почетокот цената беше енормно скапа за телефонските приклучици, мобилната телефонија и интернет. Меѓутоа тоа беа некои светски цени. Денес таа конкуренција, здрава конкуренција, предизвика да имате телефони мобилни за 300 денари месечно ниво, интернет, неколку гигабајти преноси, либерализиран, слободен пазар кој што функционира безпрекорно. Со здрава конкуренција која што меѓу себе се такмичи. А за профито, односно резултатот го чувствуваат граѓаните. За разлика од СМ, ние имаме монопол од ЕВН, кој што немаме друг оператор на пренос на електрична енергија. Вие немате дома 3-4 кабли или каблите до бандера не се ваши, ЕВН ви ги фактурира. И ви вели до сато е нивно, после сато е ваше. Точно. Кога вие би имале можност да одберете кој транспортер вас ќе ви даде струја или кој оператор телефонски, исто како телефонот, кој или кабелска телевизија, кој транспортер ќе ви донесе струја, тогаш вие ќе имате надпревар на услуги. И тогаш не имате монопол. Тогаш не има никој да се игра со нас и со нашите сметки. Како што во ситуацијава имаме здраво изигрување од страна на регулаторна комисија во соработка со Евана према сите компании и физички лица. Каде е делот на изигрувањето? Струјата нема да поскапи, односно ќе поскапи многу малце за физички лица. За оние кои што малце повеќе трошат од 1000 киловати, односно 1 мегават, ќе покачи за дополнителни 100%, а оние кои што трошат повеќе од 10 мегавати, таму ќе поскапи и за 300%. Што правиме? Рекет. Типичен рекет. На оние кои што произведуваат, ги рекетираме големите за да ги заштитиме малите. Социјална политика. Погрешна. Комплетно. За првиот дел, регулаторно да докаже дека не ја покачила струјата према физичките лица, точно, не ја покачи струјата многу. Ама не кажа дека ќе има мрежарина. Дополнителна ставка во сметката на струја. Која што сега е повисока отколку потрошената Одредени електрична случаи е енергија. повисока. И тоа е како за компензација на енергијата која што е ангажирана мојчност. Замислете, вие го читате делот на мрежарина, меѓутоа кога ќе прочитате и ангажирана мојчност во струјата 33% која што ви го зголемила потрошувачка. Тие се дополнителни пари кои што се вложени, а не сте ги потрошиле. Значи, ева навели, ние ангажиравме за вас струја, ама вие не ја потрошивте. Затоа што не ја потрошивте, ќе платите 33% од тоа што сте платили. И плюс ќе платите уште транспорт.
Значи, вие плаќате неколку фиктивни услуги за сето тоа кој што ЕВН ви го наплаќа. Али во соработка со државата и со регулаторна комисија дека тоа не е поскапено. Верувајте, драги граѓани, ние не ви е поскапивме струјата. Теоретски љубав лепо звучи. Многу е вичка. Малчице другчи у пракси. Тоа е од едната страна. Другата страна, оно што го кажав дека направивме социјална политика да го заштитиме граѓанина. Не, го убивме граѓанина. Можеби го заштитивме оние кои што работат во државна администрација, да, нив ги заштитивме, но тие зема сигурна плата на први. Меѓутоа јавниот сектор, компаниите кои што вработуваа по 15, 20, 30, 50 вработени и кои што имаат трошоци за струја од по 3, 4, 5.000 евра, сега добијаат трошоци од 20, 25, 50 до 100.000 евра, некои многу повеќе, да не ги набројувам, само ќе кажам дека еден поголемите компании во градов кои што плаќаа струја по 50, 60 до 100.000 евра месечно, сега плаќаа 400.000 евра на месечно ниво. Значи, нема производ кој што може да ја вкалкулира таа цена И да биде рентабилен. и да биде пазарно, не рентабилен, конкурентен на светскиот пазар. На било кој еден пазар. За пример ќе ви кажам, ако за производството на, еве да речеме, замрзнати производи, или овие нашите земјоделија во моментов, пиперките се најактуелни. Големите откупувачи за преработа нешто да му треба специјални фрижидери со шок замрзнување, кои што трошат по 150-200 киловати енергија на час. 10 часи ако работите имат негде околу 1 мегават или само во тој фрижидер. Или дневно троши по 10 мегавати струја. Цената на струјата во финалниот производ влегува со 40 до 50%. Замислете, 40% од цената на финалниот производ е само за струја. Ако лани истата му беше 4-5% или 5-10%, сега е 40%. Како тој ќе биде рентабилен? Никако. Што ќе се случи? Сите овие граѓани кои што земаа плата за да ја плата струјата, сега заради фирмите што не можат да издржат, ќе бидат фирмите затворени. Процесот на затворање на фирми е почнат. Голем е број на компании кои што работеле успешно изминатите 20 години, во овој период почнуваат да стават клучна рака заради тоа што не може да ги издржат сметките. Сега тие лица кои што сакавме да ги заштитиме да плата помала струја или помала сметка за струја, се извинувам, сега останаа без приходи, нема плата. Како тој граѓанин сега ќе ја плати и таа мала сметка? Никако. Значи, ефекто е контраефект. Значи, предизвикавме со заштитата на граѓаните. Ние, регулаторно или државата, предизвика колапс на система. И допрва ќе го сетиме тој колапс. Од овие сметки се платија со инкасирани добивки од минатиот период. Значи, можеме една сметка, 2, 3, 4 да ги платиме. Ќе ги собериме и од дома парите ќе си ги донесеме, приватниците ќе ги платиме сметките за струја. Меѓутоа, во еден момент ќе кажеме дека не може повеќе и мораме да затвориме. Страшно зима ни следи на сите. Дали има решение? Дали да. овие согледувања што сега вие ги кажувате на тие состаноци каде што сте член на управниот одбор на енергетската комора, стана збор за такво нешто? Дали воопшто се слушнати овие забелешки и сугестии? Да, апсолутно. И какви беа реакциите? Ме интересира бидејќи ние директно не сме присуствували. Значи, реакциите се огромно нервозни и постои огромна паника и страв кај бизнисмените. Јас се плашам од една друга работа што и малце сум загрижен. Видите, нашата организација, например, сега не од енергетска, али ќе зборувам од Конфедерација на работодавачи. Секојдневно разговараме на оваа проблематика. Секојдневно ги согледуваме проблемите и ги слушаме производителите, односно бизнисмените, со што се соочуваат. Фатални ќе бидат резултатите. Меѓутоа, најголемиот проблем е Стопанската комора на Македонија. Зошто Стопанската комора дозволува се тоа да помини така едноставно? Значи,
Нема, мора да се донесе. Ако кога цела Европа донесе регулирана цена за производителите, за економските оператори, за компаниите, кажа дека цената ќе биде 250 евра по мегават. Ако Македонија има собствено потрошувачка, сега замислете го ова, Македонија има потрошувачка, вели има 70% на целокупното производство на струја, 70% се произведува во Македонија. И тогаш ЕВН ја плаќа на на ЕЛЕМ, произведената струја и ја плаќа по цена од 60 евра за мегават. А некој ја продава за 800. Кај е ова логика? Вика, да, ама овие 60 евра што да за граѓаните. Граѓаните не троша 70% од вкупното производство на Македонија за собствени потреби. Не троша. Каде е ова разлика од 50 до 800 евра за мегават? 750 евра. Кај од овие пари? Може, ја не знам, ама некој нека ми каже. Знаеме кај од. Регулаторна ја донесе мерка во која што вели го ограничуваме приходот на компаниите кои продаваат електрична струја со вредност до 10%. А претходно во договорите беше 6. Сега направивме позитивна или негативна мерка? Која е ова мерка? Дозволивме 10 дода, а претходно беа на 6. Ама да не биле повеќе од 10. Значи, може повеќе од 4 да кажа. Уште 4% му даваме дополнителен простор за развој, односно за профит. Не можам, стварно не можеме да најдеме НЗС, најден заеднички содржател или делител на сите овие мерки кои што се донесат, затоа што се носа некако премногу политикански, отколку технички. Технички мерки кои што се зборува години уназад. Знаете дека јас бев и еден од кандидатите за спремав, ајде некако маркетиншки да направим да. Во претходните мандати имавме економски програми во кои што требаше да се изгради соларна централа, собственик општина Прилеп, која што ќе произведува 2 до 3 мегавати соларна електрична енергија, истата ќе ја продава денски, а навечер ќе купува струја поевтина, затоа што денската тарифа е поскапа, продавате денски поскапа струја, навечер купувате ефтина за уличното светлување. Но тука има еден голем проблем, што беше истакнато за време на пресконференциите што ги имаат комуналните предпријатија од Прилеп. Еве ќе го спомнам примерот. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп напомена дека тие имаат желба, бидејќи сега е неопходно потребно, да произведуваат струја за сопствени потреби и вишокотна струја да ја продаваат на пазарот. Но законот не дозволува. Јавните предпријатија кои што се основани од општината не можат тоа да го прават, за разлика од јавните предпријатија кои што се основани од државата. Што значи дека за ова сега вие што го говорите, потребно е законски измени. Односно, потребно е според мене разбирачка. Дали некој ја разбира оваа проблематика? Апсолутно така. Јас сакам да прашам, законите што ги имаме во Македонија се од Мојсија или од кога се? Значи, тие ни ги даде некој, ги наследивме од Отоманската империја, од кога се закони? Законот го носи собранието и владата врз база на потребите на бизнис сектор и на граѓаните во моментот кога се живее. Не можам јас да живеем со закон од 76-та година. Јас сум роден 73-та. Ама живеам и работам во 2022. Од технички аспекти, од економски аспекти, од секакви аспекти направени се промени кои што законите треба да ги следат овие технички промени. И законите се адаптираат врз потребите на граѓаните во моментот на нивното живење. И затоа е парламентот, затоа е владата, да ги прати тие потреби, да ги следи потребите на граѓаните и брзо, ефективно да интервенира за промена, позитивна промена за потребите на граѓаните и на бизнисот. Бизнисот создава капитал. Јас плаќам данок, сите ние плаќаме даноци. Али кај одат тие пари? Ако ние данок и државата, што е основна цел, нејзина, ни помогни во носењето на тие законски регулативи и олеснувањето на нашето работење.
ние ќе создаваме повеќе профит, ќе бидеме поконкурентни. Ако не ни помогни и чека некоја процедура таму административна која што оди со неколку месеци, што ние би инвестирале? Зошто јас би инвестирал? Зошто едно младо дете сега, денеска, кој завршило факултет, би седело во Македонија и да чека некоја законска промена од неколку години, па му поминала младоста, па му поминала жалбата за работа, му поминало се, или пак да се спакува да се замени Германија, каде што законите и регулативите се направени врз база на потребите на граѓаните и се менува брзо и ефикасно. Што чекаме ние? Ние не можеме да пак е крив тука државниот административен апарат, кој што е премногу тромав. Ако сакате вие да направите фотоволтаична централа, тешко вас. Значи, јас започнавме ние нашата процедура. Процедурата се движи од 6, најбрзо од 6 до 12 месеци, вие можете, после 12 месеци можете да продавате струја. Ако земиме дека минатата година 1 мегават беше 150 евра, 100 до 150 евра на пазарот, слободниот пазар на ХУПС, а денеска е 800 после една година, значи имаме 8 пати зголемување на бизнисот. 8 пати сте зголемиле добивката. Вашата инвестиција, ако требало да се врати за 8 години, сега ќе се врати за една. Кој тој профит? Енормен. Зошто да не го искористиме? Зошто да не се оди напред? Што е причината што некој административец не може сето тоа да го заврши? Односно да ја убрза процедурата на добивањето на лиценција. Немаме желба, немаме сенс познавање на сето ова и може би имаме и некои други проблеми. Како да ги наречам? Јас би рекла и многу политика и токму заради тоа и прашањето до вас и како стопанственик, но и како човек кој што е дел од тие граѓански иницијативи. Сите овие прашања треба да бидат и забелешки упатени до пратениците. Прилеп има тројца пратеници, Миле Далевски, Ане Лашковска и Петар Истески. Дали некогаш сте разговарале на овие теми и дали знаете на каков начин да ги добиете, освен што ги среќаваме низ чаршија? Искрено никогаш, ни со едни, ни со други, па ни со претходните. Меѓутоа, како што јас знам, министер или пратеник е човек кој што му служи на потребите на народот. Автобуски пример, еве ќе земам за автобуската станица. Автобуски нема во Прилеп 6. Има една автобуска станица. За време на ковид мерките и карантините кои што ги имавме, автобуската станица ви е место, порта, каде што имавме најголем прилив на позитивни лица кои што доаѓаат или може би расширија болеста во Прилеп и нешто слично. Значи тоа е главната порта. Тука се среќаваме и испраќаме, може би ние го развијавме од тука да заминат инфицирани лица некаде. Во другите градови па се расшири болеста на другите места. Никој, ни од локалната самоуправа, ни од државата, 2 години и повеќе за време на ковид и после ковид не дојде да не посети или да не праша како ние и тие вработени таму 6-7 луѓе во автобуската станица, директно изложени на сите опасности, се справуваа со ковидот минатите 2 години. Колку никој не дојде да ни помогне со едно средство за прскање, да рече еве малце за дезинфекција, да имате помош од држава, само едно средство 50 денари, не требаше фазла. Едно внимание да ни посвете како на лица кои што најмногу сме изложени. А да не зборувам за економскиот колапс кој што го доживеавме во тие 2 години заради одлуката не наша, него на државата дека ние мора да бидеме затворени. И ние претрпевме стотици илјади евра штета. Значи, ја не можам да разберам и тие пратеници, не само овие лица што ни бравме, туку сите уназад, може би нека биде и малце укори за новите идните. Значи, да свата еднаш дека тие не се само за 4 години да бидат таму, тие се представници на целокупниот народ овде. Не може тие да решава општи прашања за
како пратеници за политичките, ајде, за договор со Бугарија или нешто слично. Океј, тоа е друго проблем. Меѓутоа, проблематиката на стопанствениците во градов, не треба јас да трчам по нив. Не треба ние стопанственици да трчаме по нив. Тие треба да доаѓаат кај нас. И вратите му се секогаш отворени. Не само кај мене, туку кај сите. Ако тие почнат денеска, понеделник во една фирма, вторник во втора фирма, среда во трета фирма и да ги завртат сите компании, да ги слушнат проблемите, па да организираат заеднички средби, дебати, ајде како да го решиме еден проблем. Ја не сум доктор. Меѓутоа, ако соберам тројца доктори, ќе ми кажа како треба да ја лечам мојата болест. И ја ќе постапувам според нивните постапки. И можеби ќе си го продолжам мојот живот. Исто, електричар. Не знам како да пуштам струја. Ама ќе викнам двајца, тројца инженери, ќе ми каже, ќе решиме, ќе направиме фотоволтаична централа. Да. Ќе направиме така фотоволтаична централа и ќе ги решиме финансиските проблеми на некаков начин. Значи, проблем се решава со комуникација, ама на стручни луѓе, а не на политички изжештени глави. Дека јас ова сакам вака и вака ќе биде. Сега јас сум пратеник, јас сум Тито, не ме променлив. Сите сме ние променливи. Меѓутоа, мораме да оставиме добар впечаток и да се грижиме за градот, да се грижиме за заедничкиот успех. Поединичниот успех на никому не му носи среќа. Тоа носи само несреќа. Само проблеми. И француската револуција или руската револуција се случила заради тоа што 99% биле гладни, 1% биле среќни и богати. Ако има еден двајца богат, не си ништо богат. Џабе е богатството ако сите околу нас не сме богати. Ако сите не сме среќни. Заедничката среќа мораме да ја градиме со стратегија. Значи, едната политичка партија и другата политичка партија мора да донесе стратегија заедно со бизнис секторот каде ќе биде прилеп за 20 години. Не за 5 години, тоа сега на мандат, 4 години мандато, за 20 години. Па после ВМРО и СДС продолжи стратегијата, па после СДС може ќе би дојде некоја трета политичка опција, па четврта, па петна, независно која. Сите политички опции да се движат во правецот кој што е зацртан со стратегија во општината, изграден од инвеститори, од бизнисмени, кои што изградиле фабрики и капацитети кои што треба 20, 30, 50 години, а не секој 4 години да ги менуваме. Ај сега земјоделие, па утре соларни, па после ВМРО ќе дојде, ќе правиме нуклеарки, третиот ќе прави хидроцентрали, а реки немаме, значи некои политикански одлуки без стратегија. За крај, пред нас предстои тешка зима, сите тоа го најавуваат, секој на свој начин се обидува да се подготви за на што не очекува, пред се заради економската криза, инфлацијата и енергетската криза. Кои се вашите согледувања и очекувања до крајот на годинава, да не одиме подалеку, бидејќи очигледно дека во Македонија се живее од ден за ден, од денеска за денеска, не за утре, со оглед на измените кои што ни се случуваат секојдневно, а поврзани со цените на горивата, на енергенсите и така натаму. За жал во Македонија се живее од вчера денеска, раскажуваме, спомнам вчера како поминавме, за утре не ни размислуваме. Меѓутоа, ситуацијата е стварно загрижувачка. Доколку владата ни донеси подхитна одлука за промена на таа гарантирана цена за бизнис секторот. Фени, знаете, ка затвори, не знам дали знаете, Фени затвори во Македонија. Најголемиот прилив на девизи од држава исчезна. Повеќе немаме девизи, до 220-250 милиони евра кои што доаѓаат во држава од извоз, сега не работи заради цената на струјата. Место државата да ги заштити, да ги остави слогиониште. А доколку не се преземат хитни мерки, значи хитна значи денеска, ако му имаат време до 15 часа се собера и да седнат да ја промена одлуката, каде што ќе се донеси за гарантирана цена за компаниите, заштитна гарантирана цена, која што мора да биде во рамките на европските или пак на блиско соседските, каде што, например, за Србија 250 евра, во Албанија исто 250, и сите други држави е 200, Германија е 250 евра, Италија е 220 евра. Значи, мораме да го заштитиме оној кој што создава профит, оној кој што не рани. Не можеме да го заштитиваме само оној кој што троши.
факт е дека за граѓаните, пак ќе повторам, можеби ќе дојдат тие сметки малце подебели. Али мораме сите да го поднесиме колачот. Отвори сега да ја голтниме кнедлата оваа зима. Совет за граѓаните искрено немам. Затоа што и јас сум затекнат сето и јас сум едно семејство кое што троши струја и трошиме огромни дрва, средства за грејање. Нашата клима е таква да имаме енормни промени температурни, живееме во средина која што има и до 60 степени температурна разлика. Меѓутоа сепак место да одиме во некој прогрес и развој напред, ние изгледа че оваа зима ќе се вратиме добри 40 години назад. 40 години назад, кога живеевме во една соба, кога немавме своја приватност, седевме пред еден телевизор сите заедно и во 10-15 квадрати. Она слобода што имавме, секој живее сопствена соба и децата и родителите, веќе мислам дека ќе стане луксус оваа година. Неблагодарни се овие анализи, не е убаво да се зборува, меѓутоа е факт. Ценам дека секој ќе се снајдува на сопствен начин, али ќе биде тешко. Во секој случај ќе биде тешко. Доколку регулаторите повторно не седнат и не најдат решение, ќе биде фатална. Значи, јас према сите анализи, сите математики кои што ги имаме во нашите организации, комуникациите со бизнис сектора, ниедна компанија не може да го издржи повеќе од 3 месеци. Така да сега влегуваме вториот месец, ќе дојдат сметките за вториот месец, октомври ќе биде пресуден за многу голем број на компании. Значи да очекуваме до крајот на годинава и големи промени и во однос на обстанокот и во однос на случувањата поврзани со енергетиците и економската криза. Апсолутно така. Може би малце ќе треба повеќе да се посветиме и на науката, да ги погледнеме некои работи малце од поинаков аспект. Она што пред некоја година, пред известен временски период воопшто не беше интересно и не се размислуваше на таквите теми, сега ќе биде многу поатрактивни, поинтересни, и алтернативни извори на енергија. Во однос на струјата не е само светскава криза или ова што се случуваше со Украина или недостатокот на газ причината. Има и други причини кои што реално во една емисија не можеме да ги кажеме, тоа е автомобилската индустрија која што допрва ќе се развива, а ќе троши енормни количини на струја и тоа е уште поголем проблем кој што допрва ни следи. Ние не сме спремни да ги пратиме тие чекори, а таквите процеси може да предизвика колапси и на енергетскиот систем. Значи сега ќе ни падна и каблите, ќе ни падна и трафостаниците, затоа што се стари, не се одржани, а барат многу поголеми количини. Значи, а граѓаните досега плаќале за одржување на тој систем? Секогаш граѓанинот плаќал за нешто, а на крајот никој не му дал сметка и извештај каде ги потрошил парите. И тоа е најголемата трагедија кај нас, што ние никогаш и да ни дадат, не знаеме да ја прочитаме. Тоа е уште поголемата трагедија. Борчиче Петрески, благодарам за разговорот, за отворениот и искрен разговор. Ако не друго, барем се надевам дека ќе имаме и втора средба на која што, ајде да речеме дека како представник од Организацијата на работодавачи, Конфедерација на работодавачи, барем ќе имате можност да разговарате со оние представници кои што одлучуваат и се одлучувачки фактори во државата во однос на овие прашања што ги напоменавме, за колку толку да се ублажи оваа ситуација во која што бизнис секторот е ставен, а ставен е на колена со оглед на високите сметки на енергенсите, а пред се на електричната енергија. Ве благодарам за одвоеното време. Оно што кажавте дека сме отворени, малци не критикуваат затоа што сме отворени, меѓутоа подобро некои работи да се кажат во очи отворено отколку да се пречутуваат. Само еден податок краток пред да завршиме емисијава, дека Македонија има капацитет да произведи струја 3 пати повеќе од нејзините потреби. Од какви извори? Од обновливи извори на енергија. Тоа го Сонце оставаме и ветер. за наредна тема. И ако малце бидиме попаметни и го искористиме моментов, ние можеме
за многу брзо да излеземе од оваа криза и да функционираме без никакви проблеми. Но за тоа треба стратегија. Апсолутно. И технички лица, не се политичари. Ќе си ги вратиме од Германија. Ако дадеме простор, со задоволство би се вратиле, само треба да му дадеме простор на секој. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.